Она што можеби јас не го слушав во образложението, неколку пати беше напомнато технички во дискусијата, ни се должи одговор и за нас и за јавноста, кој е мислењето на владата, односно на Министерството, дали средношколците заслужуваат соодветна помош во овие тешки времиња, во овие кризни времиња. Тоа не е првата работа за која што се движиме. Не е дали се опфаќа во законот или не. Доколку сметаме дека треба да поддржиме во начин и во обем како што предлагаме ние со амандманите, да не дозволиме техничката природа на некој несогласување да ја загрози целокупната категорија на наши сограѓани, односно средношколци. И така се младите под притисок да не ја гледат иднината во државата, од серија на други фактори што доведува до такво чувство кај младите, барем сега во овие кризни времиња нешто да помогнеме. Зошто би имала против владата да имаат младите 2-3 дена плюс за жалба, неинформираност, тешко стигнала информацијата, немале доволно време да спореме и така натаму за 2 дена плюс, а при тоа да се обиде да зголеми ефикасноста наместо за 15 за 10 дена да одлучи. Ако станува збор за критериуми, односно за категории во рангови на граѓани како што велат они, што би било проблемот? Па и 10 дена. 15 дена да видиме дали еден припаѓа во категоријата или не. Еве ќе објаснам уште еднаш. Тоа е конкретно во членот 6. Станува збор за формирање на комисија за одлучување по приговори за финансиска поддршка во состав од 9, ние предлагаме 7 члена. Што би направиле 2 члена плюс? Еве објаснете ни. Какво е нивното толку големо учество да тоа дали да се одлучи позитивно или негативно по еден приговор на средношколец? И 7 е сосема доволно. Тоа го образложив, еве нема да се повторам да нарече некој дека одолговлекувам. Одредот на вработените. Тоа по 3 члена од Министерството за труд и социјална политика, 1 член од Агенцијата за вработување на Република Македонија, 2 члена од Центрите за социјална работа и 3 члена од Фондот за пензијско и инвалидско осигурување на Македонија. Комотно може од каде да сакате да се отфрли по 1, односно 2 члена. Неми и 3 члена на Министерството за труд и социјална политика. Зошто 3? Или има еден сектор што е во предметот на Министерство кој што е најповикан за оваа тематика, или пак може би сакаат тежина да направат, не знам. Но во секој случај говориме за средношколци и да имате 3 членови од Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Најдете ми логиката на таа расправа што таму ќе се одвива на оваа тема. Но клучното е тоа да се укаже. Ако се смета дека средношколците треба да добијат помош, кажете ли го патот. До наредната седница веќе да понесеме каков и да е акт. Иако тоа комисијски можеше и сега да се укаже и да се направи. Така да мислам дека не е искрено објаснувањето, како и за другите амандмани. Не може сега од една страна се префрла на опозицијата каде што упорно укажуваме дека ниту е доволно, ниту е правилно начинот што се прави, но сепак е подобро од ништо, бидејќи секој ден граѓаните губат. Со овие услови што ги направи и околности владата, со оваа инфлација, со овие текови, нивните пари секој дневно губат. Не вредат толку што вределе преходно. Еве ќе поддржаме било што да се подобри малку, но не е ниту доволно, ниту е правилно. Ги укажавме, ги образложивме амандманите од повеќе аспекти. На сите моменти мислам дека доловивме зошто опсегот треба да се прошири. Укажавме од каде ќе се најдат средства. Укажавме дека не е тоа проблем. Немаше никакво образложение, освен тоа дека доаѓа од редовите на опозицијата за истите да бидат одбиени. Така и со ова. Потребата е добро, треба, ние сакаме да можеме и уште повеќе, кога можеме, не сакаме. Не е во ред. И при тоа да не напаѓа за се и се што. За се во оваа држава, опозицијата е крива. Демек, ние ги водиме институциите. Ние ги назначуваме луѓето. И за самите назначување овдека имаме долшни дискусии кои се укажуваат на негативните елементи, па три да прифатат до сега. Она што се прифати не сгреши. Веднаш,
Ретки се тие мерки на влада во овие 5 или 6 години што ги добивме од СДСМ да толку краток период да има толку позитивни резултати. Најдете и 5 такви, споредете со било која мерка од ВМРО да понешто прифативте. И коалицијата. Што ги предложиме, што ги прифативме. Остава да, така и со овие амандмани. На крајот на криштата, ако не се подобри состојбата севкупна во државата, и нашите амандмани да беа прифатени, ќе беа недоволни во рок од неколку месеци. Бејќи нашата тенденција на движење на државата е со надолна линија, со здрав надолен пат. Немаме дури ни стагнација. И така нема ништо да направиме. Не ни требаат извештаи ниту од Европска Унија, не ни требаат ниту ни долги дискусии. Доволно е само малку да се консултираме со граѓаните и да видиме што се поддржува, што не се поддржува. И дали ова е доволно или не е доволно. И не е важно од каде доаѓа. Важно е каков ефект ќе остави за доброто на сите граѓани. Ви благодарам.